ме поканија да бидам гостин на вече уз радио кај Никола Караклајич. За моја среќа или несреќа, значи другите двајца гости беа Горан Бреговиќ и Бора Чорба. Dream Team. Бора Чорба се раздели тогаш од Балашевиќ. Ја промовираше Лутка со насловни страни, а Бреговиќ го промовираше својот трет албум, а ја не им дадов шанса збор да кажам. И Караклајич беше одушевен од тоа како јас кажувам дека ние многу вежбаме, а овој са Бреговиќ многу мудро ме слушаше цело време. И вика, могу да те частим едно пиво у шумата. Ова си извинете сега вака на дигресијата на српски, како бе. Деве, наместо мене да ми биде част, разбираш се, ја свртев, ајбе нема проблем, И он вика, мали, музика не е дизање тегова. Музика е мисал и пауза. Ја улем, што збори овој бе? И вика, немој бе да свираш джез рок, тоа ови раде најболje. Лепи сол, ради панк. Некој тип као Брегат и вика, свири панк. И сега викам, ама тој секогаш гледал малце потаму. И ден денес. Се враќам со возот назад во Скопје, викам, абе овие може да има право бе, што збори, ама кај ќе најдем такви луѓе у Скопје? И сосема случајно, тотално надвор од сите приказни доаѓаат кај мене, тогаш Гзла и Крлек. Вика, ние решивме да правиме панк бенд. Видете сега каква е таа судбинска ситуација. И тоа е времето кога почнавме да свириме панк.